Повелете прашање. Листата ќе биде утврдена на една од седмиците кои што следат. Дали ќе одговарат како ќе одговара лидерот за сведочењето барем на затворените? Веќе кажав и тоа дека ќе биде јавно. Кажувам, нам ни треба суштина, нам ни треба приод кон обврските од Пржинскиот договор кој што има суштина, не кој што има само форма за да се запази формата. Нам не ни требаат анкетни комисии само за да кажеме дека имало анкетна комисија. Нам не ни треба да имаме Пржински договор за да кажеме дека сме имале Пржински договор, нам не ни требаат избори за да кажеме дека сме имале избори. Повторувам уште еднаш, за Социјалдемократскиот сојуз од фундаментално значење е да имаме беспрекорно организирани избори во беспрекорна атмосфера, без да бидат украдени. Нам ни требаат фер услови и нема да дозволиме понатамошна кражба на изборите во Република Македонија. Утре ќе сведочи Ставревски. Што после Ставревски? Ќе констатираме и ова го користам јавно да повикам дали овие лица ќе се појават пред анкетната комисија кои што беа јавно повикани, баш во име на божемната кооперативност на ВМРО-ДПМН, кога ќе дојдеме до суштината, да престанат да бегаат, да се појават и јавно да ги кажат своите ставови. Искрено се надевам дека и Зоран Ставровски ќе смогне храброст, за разлика од неговиот лидер Никола Груевски, да јавно пред целокупната македонска јавност биде сослушана на анкетната комисија. Државната изборна комисија требаше според договорот утврдена да биде комплетирана на крајот на септември, 30 септември беше. Денеска е 16 декември. Значи смятате ли дека ова година има други процеси поштувани од работа, да направи Токму затоа и кажав дека на Република Македонија, не на Социјалдемократскиот сојуз, се потребни кристално чисти избори. Државната изборна комисија треба да спроведе низа активности од својот нов делокруг на работи, за кои што термини во овој момент треба да се избере, па да видиме како ќе бидат организационо. Само за пример на јавноста, за да може да се направи споредба на сликите кои што се предвидени во новиот изборни законник, е потребно постапка од најмалку 30 дена без да биде објавена јавна набавка. Државната изборна комисија во овој момент нема просторни услови да функционира во простор согласно новите законски обврски. Државната изборна комисија во овој момент ниту пак има персонализирани, треба да формира две институции, една правна, една компјутерска, односно IT дивизија. Во овој момент ДИК не располага со техника за да може да го превземе избирачкиот список. Нема компјутери за да може да го превземе избирачкиот список. Согласно законот мора да има и бекап, односно заштита на тие податоци од државниот изборен список, кој што од државниот избирачкиот список, кој што во момент се уште го нема. Постојат многу технички работи. Токму затоа и апострофирам дека самиот избор на членови на ДИК не значи дека во целост се имплементиран законот. Нам не ни треба да ги избереме за да кажеме дека имаме нова државна изборна комисија. Нам ни треба да избереме државната изборна комисија, истата да биде воспоставена на принципите на законот, да ги има сите потребни перформанси согласно законот, за да можеме да кажеме дека ДИК може да ја одигра улогата која што е предвидена согласно закон. Значи губиме премногу време, навистина не можам јас да навлезам во овие технички детали, меѓутоа укажуваме на тоа дека согласно законот ДИК има определен огромен број на обврски кои што во овој момент се нереализирани, за да можеме да кажеме дека државната изборна комисија со денешниот избор ќе биде функционален орган во функција на организирање на беспрекорни кристални избори. Во врска со втората листа на сведоци кои почнаа да бидат поканени, дали гледате дека во тие имат и од власта акционери или од ваша страна или од другите? Неколку пати во текот на овие 2 дена одговорам. Ќе дозволите дека секоја пратеничка група има право да предложи сведоци кои што сака. Тоа нешто ќе се случи на наредните седмици на анкетна. Списокот на луѓе кои што ќе биде предложен од страна на Социјалдемократскиот сојуз ќе биде јавно достапен во истиот момент кога ќе го доставиме. Господин Шпилов, за секој што
може да има коментирање на изборите на датум? Значи не можеме во моментот да донесеме заклучок, само кажуваме дека самиот избор на членови на ДИК не значи дека ДИК од денеска па натаму е оперативен орган во функција на организирање на кристално чисти избори. Дали треба да се посети специјалното јавно обвинителство? Се извинувам? Тоа да работи по анкетна комисија, дали треба да се специјално? Да, согласно планот за работа, еден од органите кој што треба да биде посетен од страна на анкетната комисија е специјалното јавно обвинителство. Кои информации ги побарате од обвинителство? Сите кои што се поврзани, не би било во ред јас сега да зборувам што ќе побара работната група, тоа ќе треба да го договориме, немам овластување во име на работната група да зборувам, тоа логично е дека ќе ги побараме сите известувања, сите активни предмети кои што ги имаат, што е тоа што го имаат превземено, какви се действија превземени во меѓувреме, затоа што и таму веројатно дека специјалното јавно обвинителство до што ни е достапно од јавноста е како орган предвиден во договорот за Пржино, исто така хендикепиран, знаете и самите дека специјалната јавна обвинителка неколку пати јавно и отворено ја повикува владата да го помине законот за специјално јавни обвинителската служба на специјалното јавно обвинителство, така што и тој е орган кој што е формиран, меѓутоа во овој момент не може да се каже дека во полн капацитет ги извршува своите законски обврски, бидејќи од страна на владата не е поднесен тој закон и таму не може да се именуваат луѓе. Например, она што ми е мене познато е дека во специјалното јавно обвинителство нема кафекуварки, нема дактилографка, нема чистач. Луѓето кои што се именувани за заменици специјални јавни обвинители, тие функции во моментот ги обавуваат сами. Па сега вие проценете дали тоа специјално јавно обвинителство може да се посвети целосно на работата и на функцијата која што согласно закон сите политички партии изгласавме. Нам не ни требаат закони за да кажеме дека сме ги донеле. На Република Македонија општо и се потребни закони кои што ќе го живеат секојдневието. Специјалното јавно обвинителство мора да изврши својата законска функција. Државната изборна комисија мора да изврши својата законска функција. Не е доволно да кажеме дека само сме ги избрале. Немаме таква информација, очекуваме дека во тој дел од договорот не би требало да има некаков тип на одложување од страна на Никола Груевски, иако не можете да бидете кога е Никола Груевски во прашање до крај сигурни, бидејќи повторуваме, анкетната комисија веќе не требаше да постои. Таа требаше својот извештај за работа да го даде најдосно до крајот на ноември согласно договорот од Пржино. Гледате дека сме сега некаде на почетокот на работа, во средина на декември ние сме на почетокот на работа. Ја сменивме одлуката за основање на анкетна комисија токму заради ова доцнење. Државната изборна комисија, ако беше се според договорот за Пржино, требаше да биде до 6 октомври, чинам, завршено прашање и досега веќе ќе ги имавме овие активности што веќе ги напоменав како проблематични, завршени, за да можеме да кажеме сега постојат услови за кристално чисти избори. Кражба на избори Социјалдемократскиот сојуз нема да дозволи, да нема никој никаква илузија. Рековте дека Никола Груевски се привлече во премијето 100 дена пред изборите треба да биде избрана новата техничка влада. Како они мислат технички да го изведат, навистина не знам. Значи рокот за избор на техничката влада е 100 дена пред изборите, согласно сегашните термини, тоа значи дека на 15 јануари Собранието на Република Македонија треба да избере новата влада. Оправда ли постојањето анкетната комисија поради тоа што од првата група 4 сведоци ги се појавија, не знам се како се одбората можниот доаѓање на повиканите сведоци, меѓутоа која е целта на крај ако тие кои што зашто се тврди дека имаат политичка одговорност, повторно не се слушани никаде. Вистинско прашање на погрешен човек. Ова прашање ќе треба да го патите на оние луѓе кои што одбраа да не се појават да сведочат пред анкетната комисија и на политичката структура од која што тие луѓе доаѓаат. Значи тоа се за да ја потсетам јавноста, функционери именувани од страна на ВМРО ДПМН во изминативе 10 години, поврзани со скандалот и непосредни учесници во објавените разговори поврзани со скандалот со прислушкувањето. Дали некој сака на
навистина да се да ја оправда улогата на анкетната комисија зависи меѓу другото и од поведението на овие актери. Околку тие изберат да ја минираат работата на анкетната комисија преку недоаѓање или затварање на седниците, во тој случај и јас, како и вие, мислам дека тоа не е правата суштина заради која што е основана анкетната комисија. И повторно доаѓаме до прашањето на суштината. Анкетната комисија очигледно дека некој мисли дека е формирана затоа што е предвидена во Пржинскиот договор без да сработи нешто. Тоа е недозволено поведение за нас и такво поведение за органите, особено кои што се поврзани за специјалното јавно обвинителство и за спроведување на изборите, едноставно нема да дозволиме и нема да толерираме. Вака да тоа значи пред неколку дена судот одлучи казна за смртно сакана за сите тие што беа обвинети за случај Мострум, СДС ги има тие нели ветуваше дека прибега кој е ваш став сега? Дали иако ветувате, не ги објавите, а уште не може да постигнат да е специјалната обвинителка за живот, таа да се одлучи да се не се Тој доказен материјал ќе биде доставен до специјалното јавно обвинителство. Околку во тој доказен материјал и обвинителството и одбраната на луѓето кои што се обвинети во случајот за Мострум сметаат дека постојат нови докази, тие нови докази можат да бидат искористени за обновување на постапката и да се повтори судењето на тие луѓе. Жално е што во Република Македонија се манипулирало со смртта на 5 луѓе и жално е што се манипулира со судбината на семејствата на луѓето кои што се во сега веќе осудени во оваа постапка. Сметаме дека тој процес требаше да биде многу потранспарентен, особено од моментот кога ние како политичка партија објавивме дека во прислушкуваните разговори постојат материјали кои што укажуваат на недоследности во истражната постапка и согласно тие недоследности кои што се јавени во истражната постапка се продолжени или се дале своја репрекусија во фазата на судската постапка. Значи, во моментот кога Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе ги достави тие до специјалното јавно обвинителство, одбраната во тие предмети ќе може да се обрати и да побара специјалниот јавен обвинител да бара обновување на постапката по основ на нови докази. Затоа што од нас се уште не е побарано, кажувам, органот специјално јавно обвинителство, како и Државната изборна комисија всушност нема технички услови да ја обавува својата функција. Не е тоа материјал парче хартија кое што треба да го доставите. Тој материјал треба да биде доставен, станува збор за сериозен, сензитивен материјал, кој што треба да има определен режим на чување со цел да истиот не биде оштетен или да биде украден од некого. Тоа дали значи што се избивува дали тоа значи дека не требаше да го донесе тоа судот што да се разгледа? Проценка е на судот околу тоа, јас навистина не би можел да коментирам дали зошто требало да ја води или да не ја води постапката на начин на кој што има водено. Благодарам.